Кога државата е собственик на еден систем, тогаш има во неа влегува и една компонента на социјален аспект. Она може во определени моменти да се откаже од профит, од добивки, за да помогне на стандардот на граѓаните во определени тешки моменти, а би рекол дека со пандемијава, со укочено стопанство, токму таков момент е. И не е навистина мудро да зголемуваш цена на енергенти, граѓаните да плаќаат, а компаниите кои што ете како Евана си го остварува својот профит. Значи, сметам дека треба и добро е да биде во собственост на државата. Дали има нешто чудно во ова што се прави? Не да има нешто чудно, него има нешто, би рекол, да не можеме да го објасниме зошто одеднашка за 10 милиона се зголемува вредноста, бидејќи имаше пред 2-3-4 години, истиот овој процес го водеше владата на ВМРО и негде, колку што сеќаваме, тоа беше отприлike околу 20 милиони вредноста, која што беше проценета со проценители, се направи. Зошто не се реализира тогаш купопродажбата, откупот на акциите или како од Гама, не можам да кажам. И сега за 4 години да се зголеми капиталната вредност за 50, просто е навистина чудно. Бидејќи во овие 4 години немаме толку големи капитални вложувања во преносниот систем, кај што би бил Гама или друго, немаме ништо забележано толку од денешка да дигне вредноста на Гама фирмата. Но самата постапка, нешто што е во собственост и владата има законска обврска и право и можност да го прави, а сака да се исчисти од тоа, па го префрла врелиот костен во рацете на собранието, е уште еден доказ дека работава, барем според мене, не е чиста. Секоја година Макпетрол си остварува профит со тоа што е собственик на тој систем и си влече тантиеми од тоа и не вложува или вложува нешто што не знаеме колку, не можам да кажам.